21 март, покрај тоа што го одбележува почетокот на пролета, го одбележува и светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Во детскиот младенски центар Карпош посветено беше особено внимание на дечињата со Даунов синдром, каде присутен беше и таткото на град Скопје Петар Шилегов, за кого дечињата припремија посебна кореографија како и говори, преку кои беа поздравени лицата со така наречената попреченост, која не е причина да ги исполнуваат и представуваат нивните таленти и соништа. Лицата кои имаат Даунов синдром имаат голема шанса да го пренесат генот на нивните наследници. Тие исто така имаат и намален мускулен тонус, вишок кожа на вратот, рамен профил на лицето, широки раце и мали прсти, мали уши и широк корен на носот, како и намален имунолошки систем. Инаку Дауновиот синдром представува медицинска состојба која е се почеста во македонското општество. Синдромот е резултат на хромозомски абнормалности. Настанува со неразделувањето на хромозомите во текот на меозата, кога парот на 21 хромозом не се одвојува за време на формирање на јајцеклетката. Кога таа јајцеклетка со нераздвоен пар на 21 хромозом се обединува со нормален сперматозоид, за да се формира ембрион. Ембрионот завршува со 3 копии на хромозомот 21, наместо со нормалниот број на 2 копии. Не се знае што предизвикува присуство на екстра хромозомот. Носителот на транслоцираниот хромозом е здрава индивидуа, која го пренесува на следните генерации кои ќе имаат Даунов синдром.